Кое е значењето на странските инвестиции? Какви бенефиции има земјата и економијата? Кои се компании инвестирале во земјава во изминатите 11 години и уште колку најавиле своји инвестиции во повеќе зони во Македонија? Беа темите на пресконференцијата на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Груевски истакна дека најголемиот проблем со кој се соочиле кога формирале влада во 2006 година била невработеноста, а од тогаш биле отворени 172.000 нови работни места, како резултат на макотрпна работа. Еден од главните столбови на работа на претходната влада била токму привлекувањето на странски инвестиции, како еден од најважните двигатели на економијата. Македонската економија мораше да расте побрзо, а тоа можеше да се реализира со прилив на свеж капитал, кој го имаат големите компании, кои инвестираат во производни погони или во услугите и сервисирањата. Во ниту еден момент не ги запоставивме домашните инвеститори. И сите можности кои ги нудевме на странските компании важеа и за македонските, за домашните компании во Македонија. Затоа велиме, нашата одлика е работа која носи подобро за граѓаните и за државата. Еве сега ќе кажам неколку конкретни резултати. До почетокот на оваа 2017 година имаме над 100 донесени странски компании кои функционираат во државата и кои вработуваат илјадници наши граѓани. Поголемиот дел од нив соработуваат со најмалку 500 домашни компании, од што тие македонски компании на годишно ниво имаат продажба на стоки и услуги кон новите странски компании во Македонија, некаде околу 55 милиони евра годишно. Средства кои во најголем дел остануваат на домашното стопанство. Груевски истакна дека во изминатите 3 месеци откако СДСМ ја води државата, резултатот на нови странски инвестиции е нула, а како причини за тоа ги посочи несоодветните кадри за привлекување на странски инвестиции, повлекувањето на промоторите од Европа, Америка и Азија, како и повлекувањето на рекламите од светските медиуми, новопоставените услови за инвеститорите с големените даноци, како и одлуката за декласифицирање и објавување на субвенциите кои се даваат на странските инвеститори во Република Македонија. Најавеното објавување е еден вид официјално објавен ценовник за државната помош. Како и да го нареча тоа, во реалноста ќе резултира со многу загубени битки во однос на привлекување на компании од странство да отворат нови работни места во Македонија. Овие и многу други чекори отвораат прашања дали воопшто новата влада сака да привлече инвестиции, сака да привлече нови компании, да отвораат нови работни места во Македонија. Ако до неодамна се прашував дали во новата влада знаат да привлекуваат странски инвеститори, сега се повеќе се прашувам дали всушност тие и тоа го сакаат. Дали можеби некому не му одговара нови фабрики кои нудат повисоки плати за да преземат дел од најдобрите од постоечките фирми. Или кои што ќе треба или да ги качат платите, или да ги загубат подобрите вработени. Тоа е и начин за генерално зголемување на платите на вработените во Македонија. Ваквата стагнација ја чини и доправаќа ја чини државата и граѓаните. Странските инвестиции беа локомотива на македонската економија и стимулативен елемент на домашното стопанство и на домашните компании кои соработуваат со овие странски инвестиции, односно инвеститори. Ваквото економско мртвило неминовно ќе доведе до опаѓање на општата економска активност, но и можност за бркање на постоечките инвеститори. На пресконференцијата Груевски наброи 60 странски компании кои пред заминувањето на ВМРО-ДПМН од власт биле пред финална одлука за инвестирање во државата или проширување на постојните капацитети, а за кои според неговите сознанија новата влада воопшто не се ангажирала, а со некои дури воопшто и не контактирала. Со тоа, како што истакна Груевски, новата влада се откажала од 25.000 нови работни места.